Можеме повеќе испратници да комбинираме во една фактура. Еве една испратница без фактура. Ќе направиме нова испратница за истиот купувач. Не ставаме ништо фактура. Можеме и да ставиме фактура, но не мора да ставиме. Еве, ќе имаме некој излез. Ајде пак истиот артикл. Во моментот на правење на документот, можеме и работа да тргнеме, да не гледаме работа, да не ни пречи. Во моментот на правење на документот, овде имаме едно поле и информација, кој ни вели овој артикл, кои ни се набавките со ДДВ, за да може да си калкулираме цена, кои ни се излезите. И веднаш ни дава можност да видиме на истата фирма по кои цени сме продавали. 25, ќе вратиме 25. И колку имаме на залика, каде го има. Значи сега имаме две испратници. Еве ни две испратници. Таа и таа. Без фактура. Фактура 0. И двете ќе испоеме во еден документ. Можеме да одиме збирна фактура. Овде ќе кликнем на фактура. Освежи листа. Еве ни ги испратниците од претходниот, сите теконата испратница со фактура и сите што немат фактура. И може да кликнеме пренеси фактура во претходни испратници. Еве, ги ја пренесе фактурата и во претходните броеви. Сега ако печатиме фактурата, ќе ни биде сложена фактура со секоја испратница подетално и на крајот вкупно. Доделувањето на броевите на фактурите не мораше да биде на овој начин. Еве пак ќе вратиме ситуацијата. Ќе вратиме ова, ќе отргнеме фактурата. И следната исто ќе ставиме 0. Се враќаме назад. Кога го правивме овој документ, може да кликнеме фактура. Ја дава број 3. Кога ќе одиме на следната испратница, ако кликнеме на фактура, ќе ни даде број 4. Бидејќи 4 следна после 3. Но ако кликнеме на F+, ќе се додаде на претходната фактура. Значи, ќе се зафати бројот тој што бил за истата фирма, но нема да се креира нов број, туку ќе се избере бројот од претходно додаден на оваа фирма. Така да печатењето ќе биде збирно. Така и раскнежувањето ќе биде во финансии.